Како тоа го оптеретува срцето? Мастите, 1 килограм масти и 1 килограм мускул, навидом е исто. Меѓутоа, мускулот е покомпактен, зафаќа помалце место, за разлика од мастите кои што зафаќаат поголем волумен, и тоа значи и поголема прокрвеност. Многу повеќе километри на крвни садови кои што вршат дотур на крв во масното ткиво. А за да крвта се движи низ крвните садови, тоа е задача на срцето, пумпата, која што работи 24/7 без престан постојано. Не е сеедно дали испумпува крв за 50 килограми мускул или за 50 килограми маст. Кога имаме повеќе масти од тоа што треба, тоа значи повеќе работа на срцето, повеќе поголема фреквенција, срцето мора побрзо да работи за да ги задоволи потребите и со тек на време доведува до задебелување на мускулот. Како и секој друг мускул во телото кој што мора повеќе да работи, за да одговори на барањата, на потребите, се задебелува. Исто и со срцевиот мускул, меѓутоа тоа кај срцето е контрапродуктивно. Самиот мускул мора да се крвоснабдува. Капацитетот на тие крвни садови е ограничен. Кога ќе се надмине, имаме несоодветна крвоснабденост и исхрана на мускулот, што доведува со време до слабост на срцето како пумпа. Не е така едноставен проблемот, значи не е само механичко оптеретување на срцето. Мастите во зголемена концентрација предизвикуваат други проблеми. Предизвикуваат така наречена инсулинска резистенција, односно ефикасноста на инсулинот е намалена. Тоа значи нашиот панкреас мора да лачи повеќе инсулин, да ги задоволи потребите, и тоа е еден чекор понатаму во развој на диабетот, односно шеќерната болест. Значи директно гојазноста доведува до можност за појава на диабет. Наталожените масти се причина за една хронична инфламација, воспаление во организмот, пред се на крвните садови. Независно дали се под кожата, дали се наталожени во органите, тој ефект, таа воспалителна реакција е присутна. Следниот момент е развојот на артериосклерозата. Тоа воспаление ја стимулира артериосклерозата. Самите масти се тие кои што се таложат во крвните садови и кои што се во основа на процесот на артериосклероза. А артериосклерозата е пак мерило за староста на крвните садови, значи не годините, туку состојбата на крвните садови. Имаме возрастни луѓе со добри крвни садови и обратно млади луѓе со промени, стеснување на артериите. И ако тоа продолжува, доведува до запушување на артериите и појава на инфаркт на срцевиот мускул, па имаме оштетување заради нарушена циркулација. Значи имаме структурни промени, како задебелување, како инфаркт, имаме појава на аритмии. Во 1/5 од пациентите со атриална фибрилација, тоа е најчестата срцева аритмија. Причина за појава на атриалната фибрилација е прекумерната тежина, односно тој вишок на масти во организмот.